Јасна е пораката дека е испратена од припадници на криминалното или политичко подземје, кое што Исто е претходно тоа било токму овој полициски службеник ги гонел и ги извел пред лицето на правдата. И сега тоа е проблем. И наместо овој човек да биде заштитен, овој човек пробаде да му го запалат станот. Лани на директорот на затворот Идризово му го запалија исто така автомобилот. Пред некој месец му ја запалија викендицата на Пандов, директор на управа за санкции. Денеска му запалија и на Чомбе. Претходно им палеа на други полицајци во Битола, бомби им фрлаа на полицајци и така натаму. Уштип на поранешниот началник 3 возила му запалија. На поранешниот началник. Пред тоа на затворската полиција им палеа возила. Тоа само укажува на фактот дека голем дел од нив се инволвирани во криминални шеми, па тука станува збор за неиспорачале, па сега криминалните кланови им враќаат. Тоа е едно. Второ, другите, например, не попуштиле под притисокот и понудите на криминалните групи и кланови, и овие сега, затоа што овие не прифаќаат подкуп или пари или и така натака, им фрлаат бомби, им палат коли, станови и така натака. Тоа значи дека во државата нема единствен систем на репресивниот апарат. Криминалните кланови, криминалното подземје врши притисок и репресија врз апаратот кој што има право за репресија, тоа е полицијата и другите надлежни органи на прогон.